Родителската ангажираност, презафатеноста со мобилните телефони, менталното здравје, социјалната инклузија се само дел од темите кои што ги отвара новата инклузивна представа Рефлексија, која што вечерва игра на сцената на Националната опера и балет, како што впрочем спомена и ти, Бранко. Катерина е олакоска гостинка во Македонија наутро, со која што дискутираме нешто повеќе за последните подготовки и организацијата на представата. Катерина, добро утро. Благодарам за отстапеното време и мајки предвид каква агенда имате денес. Добро утро, на моје особено задоволство гостин во Националната телевизија. Вечерва на сцената на големата сцена на Национална опера и балет ја гледаме третата поред премиера Рефлексија, после две успешни инклузивни танцови премиери, Пепелашка и Звонарот, еве и третата, и после две пандемски и тешки години се одлучивме да обработиме секојдневни теми, теми за модерното родителство, тема за колку менталното здравје е важно за развојот на едно дете, колку технологијата влијае врз развојот на едно дете, а навидум не, колку животот брзо поминува и што се ни се случува во тоа брзо живење, дека секој еден човек има свој идентитет и треба да си го негува. И на крајот и на почеток и низ целата представа ја застапуваме инклузијата, која што е за нас веќе препознатлива и ставаме акцент на тоа дека инклузијата, прифаќањето на лицата со попречености се наша општествена и животна одговорност. Особено ме радува што отварате тема која ги засега младите и што се случува со нив во денешницата, затоа што е многу важно да работиме на нивното психофизичко здравје и гласно да говориме за тоа. Во тек се последните подготовки. Вчера имавте генералната проба. Колку млади ќе видиме на сцената вечерва? Така е, на сцената ќе видиме 220 млади танчери. Тие се сите членови на студио Еурека. Ние работиме на 3 локации, Капиштец, Бутел и Автокоманда, и на оваа сцена ќе застанат речиси сите наши членови. Многу често знаете да кажете кај нас нема посебни и непосебни танчери, сите се исти и доколку им дадеме подеднакви можности, ќе видиме дека апсолутно сите може подеднакво да напредуваат, не дискриминирате години и години наназад, баш напротив, поддржувате, што многу ми се допаѓа. Токму така, Тина, ние пред 21 година ги отворивме ширум вратите за сите. Кај нас нема посебни и непосебни, убаво се изрази, кај нас сите се добредојдени, секој што сака да танцува може да се обиде да танцува и ние изнаоѓаме начини како тој лик да се изрази и докажуваме дека сонот сепак станува реалност и невозможното станува возможно. Во тој контекст, каков предизвик е работата, да речеме, со танчери со различни попречености? Треба да се има и познавање пред се како да се работи со нив? Во овој момент ќе го истакнам тимот на Еурека, кој што неуморно работи сите овие години и ние долги години го создаваме тој тим и јас сум особено горда на сите нас, да кажеме. Освен кореографи и инструктори, во нашиот тим имаме и психолози, педагози и дефектолог. Сите ентузијастички влегуваат во секоја работа, па така и во оваа работа. Сите сака да изнедат нови решенија на особено кога се работи за инклузија, за лица со попречености, и ние се трудиме да прикажеме, секогаш да прикажеме нешто оригинално и да изнајдеме нови решенија на движења, нови решенија, бидејќи танцот е движење, танцот е изразување. Нема формула со која што може да се опиши, ние по таа формула мора да работиме. Значи, ние наоѓаме нови движења, нови елементи, впрочем тоа ќе го видиме, нешто оригинално ќе видиме и вечерва на оваа сцена. Танцот се гледа по движењата на сцена, но секако и по фацијалната експресија на танчерите. Многу ми беше жал што, да речеме, на последната представа инклузивна која што ја гледавме токму овде, можевме да видиме се од уметност, но за жал не можевме да ги видиме изразите на лицата на танчерите. Ки играат без маски или? Овој пат настапуваме без маски. Децата ќе имаат, сите учесници ќе имаат можност да се изразат, ќе имаат можност да ја покажат својата насмевка и мислам дека ќе биде вистинско уживање. Покрај инклузивните представи,
Она што сакам да го споменеме се и бројните награди кои ги ниже Еурека низ годиниве, благодарение на бројни интернационални надпревари. Летово ќе биде период за одмор по вечерашната премиера или пак имате резервирани веќе денови за надпревари? Нашата агенда е полна до почеток на месец јули. Ние веднаш по завршувањето на оваа премиера се подготвуваме за надпревар во Црна Гора и одиме на 7-дневен летен камп, каде што децата ќе имаат можност да се надоградат, да танцуваат, да тренираат, малку плажа, малку рекреација и да се надпреваруваат. Во последната средба чинам ни беше по повод 20 годишниот јубилеј на Еурека и правевме ретроспектива на сите настани кои што ги одбележаа тие 20 години. Доколку сето ова го преточиме во бројки, колку генерации и колку деца минале низ Еурека годиниве? Јас навистина не сум ги изброила до сега. Меѓутоа, ако годишно веќе се по 250 членови, таа математиката, точно така. Какви се очекувањата за вечер, Катерина? Ние очекуваме полна сала публика, многу аплаузи, многу задоволни и стрекни лица, позитивна енергија, дека ќе ставиме повторно печат на инклузијата и ќе поставиме едно оригинално дело. Има ли простор за оние кои што во моментов не гледаат да дојдат? Регулирано е тоа со билети или? Да, има билети и 95% од влезниците се веќе распродадени. Нешто малку е на МК тикет останат од билетите, кој сака може да купи и да дојде да гледа. Во колку часа започнува? Почнуваме во 20 часот на голема сцена во Национално опера и балет и јас морам да кажам кога се работи за оваа институција дека ние 4-та година поред несебична поддршка добиваме од целиот тим и од генералниот директор Васо Ристов. Навистина морам да го споменам, сите тие луѓе најдоа од самиот почеток слух и за она и препознаа квалитет во она што ние го работиме. Медиумската поддршка знаете, од нас ја имате. Медиумската поддршка секогаш сите овие 21 година. Благодарам за разговорот, посакувам многу среќа вечерва, ние се гледаме во Националната опера и балет. Благодарам и на вам. Спомена Катерина, некои 5% од билетите остана и не се продадени, но МК Тикетс може да ги набавите сите вие кои што сакате да го гледате премиерното издание на Рефлексија вечерва во Националната опера и балет студија.